26 јули 2010 година, почитувани гледачи, добра вечер. Термин за регионалните вести на КТВ телевизија. Во генералната најава издвојуваме. Денес лидерот на Обединети за Македонија во посета на општина Росоман се сретна со земјоделските производители и им делеше писмени гаранции дека ако дојдат на власт, ќе се грижат многу повеќе од актуелната власт за земјоделското производство. Ова се само дел од содржините што ќе ги гледате во ова издание на вестите. Денес во посета на општина Росоман пристигна лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски. Се интересираше за проблемите на производителите на праски и грозје, а им подели и писмена гаранција дека кога ќе дојде на власт ќе работи и ќе се штитат правата на земјоделците. Писмена гаранција на производителите на праски и грозје од Росоман дека ќе водат грижа за откуп и ќе се вреднува секој плод од македонските ниви, им подели денес лидерот на Обединети за Македонија. Владата целиот проблем треба да го дефокусира кон винарските визби, да ги обвини винариите, винарските винопроизводителите, дека тие се виновни што не е извршен откупот на грозјето. Иако таму пред 2 години беше дозволено да се пласира како не готов производ, но грозето да се пласира, владата ги мотивираше додатно визбите да го откупуваат грозјето со тоа што ќе им даде субвенции. И сега кога гледаме во Тиквешијата и ширум Македонија се преполни винарските визби, се поставува логичното прашање што со овогодишната реколта која ќе биде огромна. Огромна количина на грозје. Слушаме дека цените ќе бидат повеќе од символични, дека ќе изнесуваат некаде од 4 до 6 денари. И покрај такви цени, пак грозето ќе остане непродадено бидејќи се преполни визбите. Ние како политичка партија, Обединети за Македонија, имаме разбирање дека и светскиот тренд и продажбата на виното во светот е таква во ова кризно време, на една држава која со 30 милиони евра може да ги реши сите винари во Република Македонија, односно лозари во Република Македонија, на тој начин индиректно и производителите на вино. И ако се направи подобра, порационална, по математика, тоа може да биде и помалку од 30 милиони евра и со тоа ќе бидат проблемите решени. Бошковски ги посети лозовите насади во село Дебришта, каде поразговара со производителите на грозје и слушна за нивните маки, неисплатеното грозје, неорганизираниот и под знак прашалник откуп, како и несериозниот пристап на владата кон нивните проблеми. Мака голема. Од лојесто ништо. Ни платено, ни цена, ни пари дадено. 200.000 пари имам за земање, од и динар немам земено. Од мината годишната реколта. Да, ева вас, ја ќе бериме, од минашната не е дадено. И што правиме вака? А каде е предадено? Каде е предадено? Ева Росман ти Ласко. Он го имаше, кај го носеше, не знам. Нетна бил визбата таму Штипско, дека некој тие галас му рекол, повиз за пари да не ми идиш. Аби ја роба ти даду тебе, треба пари, човеците барат од мене. Ајде ја, што да прави? Лидерот на Обединети за Македонија од владата и Груевски побар посериозен пристап за проблемот на лозарите, а најави и кривични пријави за визбите блиски до власта.